Добар ден. Добар ден. Каде се жените? Кај старешината се. Добро. Здраво. Дојди, Елма, дојди, седни. Не донесе правилна одлука и мине. Се стави на страната на Исмаиловци, а не на страната на син му на Фикри, ете така. Бога ми, бабо, задоволна сум со мојата одлука и совеста ми е мирна. Еден од тие Исмаили е Бурали, тој е наш син. Геле син на ова село, јас го родив него. А кој го роди Бурали? Бурали го родив јас. Извини. Лесно да ви е работата, жени. Добре дојде Дуздјун, повели. Ела. Нема да седнам, драга Емине. И нема да лажам, така да се знаете. Мојата доверба спрема вас е различена. Место правда и остапивте место на гордоста. Не постапивте добро. Срам да ви е. Срам да ви е. На вистина, Дуздјун, сите овде рековме дека Исмаиловци се виновни. Види, сите овде. Ама овие се под притисок на Емине. Рекоа дека Исмаилите не се виновни. Така рекоа, така. Баба Нурија, што зборуваш ме ти? Молчи веќе. Моите зборови ли ќе ги преиспитуваш? Како и да е. Дуздјун, значи, гласовите беа изедначени. Бидејќи Емине е главата на нашето село, нејзиниот глас ќе се слуша. И затоа одлуката е ваква. А јас, според правилата, не реков ништо. Секако, таа е старешината. Ова не го очекував од тебе, господи Емине. Види, Дуздјун, вака, така одлучија моите чувства. Нема друго ништо. Така видиш, ама утре ќе се разговара со селаните за оваа одлука. Се кажав што сакав. Срам да ви е на сите, срам да ви е. Срамота. Туф, многу се посрамотивме пред Дуздјун, жени. Многу се посрамотивме, ту. О, се заседнав. Ќе одам малку да прошетам. Ве чекаме на ифтер кај нас. Добро де, реков ќе дојдеме. Би дошол и јас на прошетка со тебе. Не сакам. Добро, со Елмас ни е многу убава овде. Кажете, Нелбе, треба да разговараме. Не сакам. Нервите ми се при крај веќе. Кај тебе секогаш нервите ти се при крај, никако да се смириш, господи Фикри, одлично. И што да правам? Од огорченост е, од огорченост. Ајде дојди седни. Боже, господе. Го видовте ли бе, како војник ходи наоколу? Не можеме да се одолжиме на Дадемина. Таа не спаси буквално. Да. И Фикри не штиташ. Точно. И што беше тоа? Мене тоа ми беше чудно. Да, и јас исто. Само Куси, сакам да ти честитам за се што направи. Куси, ти си мозокот на браќата Исмел, слушаш? И главата е важна, ама и мозокот е. Каде и да се сврти главата, таму се врти и срцето. Кажи ми ти сега што ќе правиме после ова, тоа ме интересира. Да, која ни е новата стратегија? Сега има нова стратегија, мили браќа, а тоа е пасивно повлекување. Што? Пасивно повлекување. Што е пасивно повлекување? Може ли да прашам? И прашувам, Куси, што е пасивно повлекување? Тоа значи, браќа мои, дека нема да влегуваме во селото. Нема да им се појавуваме пред очи, ама ќе продолжиме да размислуваме. Контранапад, моето омилено. Е токму така. Опа, сега сме како црноморските мачки што напаѓаат од зад грб, така ли? Добар план. Слушајте ме, ќе успее. Само така можеме да се ослободиме од жените. Веќе имаме жолт картон, грешки, готови сме. Така е, Така така си е. е, така. Уф, не дај Боже. Зошто дојдовте вие? Што е? Треперите ли? Не очекувавте. Нема треперење, драг пријателе. Само не сакаме да има проблеми. Се залагаме за мир. Твоето место се разликува од нивното, трни се настрани. Чекај, бато. Може би моето место е поинакво, ама моите браќа не се разликуваат од мене. Зошто го тепавте, брат ми? Слушнавме нешто. Во почетокот не ми се допаѓаше, ама сега го мразам. А зошто ме мразиш, бе, овдешен Исмаил? Знаеш ли зошто, бе?
Бидејќи сакаат да ти ја дадат Илѓун. Што? Што гледаш, бе, ало? Бато, вистина ли е? Не бе, нема такво нешто, еј. Го крија тоа, бе. Тивка вода брег рони, така велат. Бато, Што бе, бато, кој ти го кажал тоа нешто, бе? Што лажеш, бе, ало? Назѓун и Ѓулѓун. Да, и кога кажа Сонјун дека ја праке заљубена во Џунет и тоа не ми се допаѓаш, инаку јас немам никаква врска. Слушај, Лаз, ако немаш никаква врска со ова, зошто се вмешав? Па треба да размислиш малку зошто се вмешав јас во ова, на пример. бато, вистина ли е ова? Слушај, Фердо, престани бе, брат, што зборуваш ти? Секако нема такво нешто. Абе, што зборуваш ти? Дали си ти паметен, бе, ало? Што се случува овде? Тато? Тотичко? Што правите вие овде? А ти што правиш тука? Ама јас првен прашав. Ајде одговори ми на прашањето. Што правите вие овде? Се надевам дека не дојдовте да се тепате со овие момци, а? Не, само разговаравме. Добро, ајде. Одете на плоштадот и чекајте ме таму. Добро, одиме. Добро, тато. Ајде, Фердо, да одиме. Слушайте вие вамо. Имате ли една чаша вода, а? Устата ми се изсуши. Абе, татко Фикри, не ли е Рамазан? Точно е, синко. Ама донеси малку вода, бе, да го измијам лицето. Добро ќе ми дојде. Добро, веднаш одам. Ајде. Каков трул човек си бил ти? Што значи сега трул? Воопшто не ти е срам. Абе, брат, нема такво нешто, не се глупирај. Ке ти покажам тебе. Фердо! Фердо, те молам дојди ваму, бе! Фердо! Добро, доаѓам јас, чекај! Добре. Добре. Ај, кажете ми сега мене, Исмаиловци. Куси, Лас, Мацир, вам ви се обраќам сега. Мене зошто не ми велиш? Ти си од тука, бе, ти е со страна. Јас сакам да бидете добри со моите деца. Не сакам да се канате. Треба да живеете во мир како браќа. Во ред? Добро, татко Фикри, ама зборувајте со вашите синови, не седат мирни. Добро, бе, добро. Ќе зборувам ја и со нив. Да живеете како браќа, да не се канате, да не се навредувате. Од вас јас не сакам ништо повеќе да знаете. Ајде, во ред? Добро ли е? Добро, во ред. Ајде. Илмаз! Илмаз, не му верувај! Што се случува, Ферит? Што сакаше да ми кажеш? Овој, Што е? Што се случило? тето, овој ја сака Илѓун. Што? Да, бе, ало, не зборувај. Еј, господа, гледај, гледај ме, господа те кади се онесвести. Тето, Илмаз! Се онесвести, бе! викни помош. Век не помаш. Да викнам сега помош, како да викнам, цело село ќе не зборува да сум викнал помош. Илмаз! Тето, што ќе правиме? Како што ќе правиме, ќе освестиме некако, бе. Како, Илмаз! Како ќе освестиме? Да беше маж, ќе те удрав, ќе те освестев, ама вака не можам сега, не можам да ја удрам. Да, знам, со кромит, донеси кромит, дај. Најди тогаш. Како ќе кажете, господине Ферит? Море, абе, ропли сум ти јас тебе, бе, какво однесување? Тетка ти се онесвести заради тебе, тој сега уште ме навредува, бе, еј, ало. Фу! Тето, тетичке. Ајде сега одам јас. Слушайте ваму. Мора да се слушувате добро со моите деца. Нема да се канате. Имам јас доверба во вас. Добро? Добро, ти воопшто не грижи се. Ајде, довидување. Слушайте ваму. Зошто го бара ова? Не знам. Многу интересен човек. Ама да ви кажам право, многу ми се допаѓа. И тоа многу. Па братче, зошто да лажеш? Мислам дека е фин и јас мислам така. Што зборувате? Па вие и исти сте. Многу е фин, нели? Па тогаш одете ке него и кажете му: Чичко, бе, ние сме без татко. Може ли тебе да те викаме тато, а? Нема да му кажам. Нема. Дента кога ќе го најдам татко ми, или ќе го убијам, или животот ќе му го уништам. Да знаеш, не ми се допаѓа овој човек. Човек кој се однесува така кон мајка ми, нема тато да го викам сигурно. Полека, бе, браче, не ги фрли зборовите во ветер. Слушај да ти кажам сега. Човекот што ни е татко, за него нема простување ни на овој свет, ама ни на другиот свет. Никако не смееме да му простиме. Така е, Куси. А сега доста, да се вратиме на тоа што веќе зборувавме. Ајде. Да. Куси,
Ајде, брат. Ајде, куси. Работи со главата. Ајде, работи малку. Чекай малку, да размислиме. Извини, ајде. Да ги прашаме денес девојките? Како? Која ни е целта? Целта ни е да ги известиме за нашите намери. Ке ги прашаме девојките, дали некој се шета низ селото и не бара нас? Куси, да го имам твојот мозок сега во рака, би го бацал да ти кажам. Добро бе, да прашам и нека се случи тоа што го вели Куси. Ајде. Мириса ли младиот кромит? Колку што знам, само стариот помага. Браво бе, Ајнштейн, браво! Сега кажа нешто што не сум чул никогаш. Да бе, ја нели знам каков кромит треба да се даде? Па не дав стар кромит бе. Глупак еден. Ако сакаш да седиме вака додека не порасне кромидот, само ми мудрува. Се знае кој еден. Се буди. Се смее тетка ми. Зошто се смееш? Тето, не се смее, ти кажав ќе ја побара девојката. Што се случува, Коптагел? Абе, Елмас, не му веруваме на тие глупости, клевете, тоа е. Погледни ме ти во очи, погледни ме да видам јас. Погледни ме во очи, Коптагел. Се шегувам, бе, ајде, смири се малку. Слушај, овде се само наш Джини Јулџин. Отишле им, кажале на Исмаиловците, во ред. А ако не ми верувате, оди и праша го татко им. Ако јас сум поврзан некако со девојката, ако има нешто во тоа, еве Господ, абе очите да ми ги исуши ако сака, еве. Заколни се. Се колнам бе, Ферит Паша. Во минибусот заколни се. Заколни се. Синко, види, во животот најважен ми е минибусот, ама пред се е мојата љубов, разбираш? Тетка ти Елмас, да го знаеш тоа. А ако сум на некој начин поврзан со таа девојка, и ако ве лажам, ако има нешто во тоа, еве мојот минибус во ред. Нека ми се расипе минибусот, еве нека се расипе ако сака. Нека се склопи како хармоника. Еве да умрам заглавен во него, разбираш ли? Да цркнам во него ако треба со него заедно. Не дај Боже, добро да му веруваме, добро. Па не ме терате да се колам толку бе. Добро му поверував. Добро. А и знаете што, ќе мора да одам до приколката да се пресоблечам, да се спремам за вечерата, добро? Ајде стани да одиме. Добро, се смиривте ли? Се смиривме, јас имам работа. Добро. Абе, манго педен, Ферит Паш, ајде. Абе, ќе те изедам целиот, ти се колнам. Не зборувај така пред Ферит. Добро, ама што ќе правиме со цвеќи чоколади? Треба во Мармаријс да одиме да купиме. Да, ти треба кола. Не можеме на реша да ја земеме за ифтар му треба сигурно, така да... Момци, има уште една работа. Ќе мора да се организира тоа за да се погоди помеѓу ифтар и молитвата во џамија. Многу е во право. Живи Бога во право е. 10 минути пред молитва мора да го најдеме решението на проблемов. Ама луѓе до вечерва немаме време. Во моментот ми текна од кого ќе земеме кола. Дојдете со мене. Каде е Ѓулѓон? Не беше со вас? Не, мислевме дека е со тебе. Господе Боже, каде ли е таа девојка? А да и се јавиме? Да, јави се. Ѓулѓон, многу убави очи имаш. Знаеш ли? Мислам, ако сакаш можам да направам феномен на социјалните мрежи. Како ќе го направиш тоа? Направам неколку фотографии од тебе и тоа. Направи тогаш. Не може овде, треба да одиме до камперот, таму има совршена светлина. Татко ми има професионален фотоапарат и фотографиите совршени ќе бидат. Ќе видиш како ќе излезеш на нив. Не можам да одам до камперот. Подобро да не доаѓам. Зошто бе, душо, ќе ни треба неколку минути и ќе се вратиме после назад. Ако ги направиш брзо, ќе дојдам. Многу брзо, не се грижи. Добро, ќе дојдам. Ајде тогаш. Сонгјун ме бара. Што да правам? Исклучи го звукот, нека звони. Ако се јавиш сега, ќе кажеш дека одиме до камперот и таа ќе дојде таму и потоа... Нека дојде, што има лошо? Тогаш и таа ќе сака фотографии. Види сега, Ѓулѓун, времето што ќе го издвојам за тебе, ќе морам да го издвојам и за неа. Затоа имаме најмногу половина час пред да зајде сонцето. Зошто да издвоиме 15 минути за Сонјун кога може за тебе да бидат? Во право си. Во право сум, се разбира. Ќе му се јавам на Џунет. Види сега мене ме бара. Да се јавам јас барем.
Молам, Сонџил. Ја барам сестра ми Ѓулѓун, си ја видел ли? Не, ја немам видено неа. Ако ја видам, ќе ти се јавам веднаш. Да, се разбира, брат. Добра душа. Загрижени се за тебе инаку. Не ја видел ни тој. Сигурен си за овој план? Се разбира дека сум сигурен, ти само дојде со мене. Види, велат ако не се обидеш, нема ни да дознаеш. Добар ден, татко Фикри. Добар ден, добар ден. Како си, добар си? Добро сум, а вие како сте? Епа, добра сме, чичко, добра. Ама да беше и она, ќе беше подобро, мислам, имаме една итна работа. Мора да одиме во Мармарис, ама немаме кола. Разбирате, во очена ситуација сме. Така е. Татко Фикри, верувај ни, долго време бараме да најдеме еден минибус. Само еден минибус, ама никој не разбира. И во врска со тоа прашање, верувај ми, не се двојам од моите браќа. Освен тоа, минибусот може да се користи и за селото. Едноставно никој не може да стигне до никого, господине. Колку што разбрав јас, ви треба превоз до Мармарис, така ли? Баш е така, татко Фикри. Добро, ви одговорали мојот кампер? Одговора како не, одлично ќе биде тоа, татко Фикри. Да, многу добра идеја, чичко Фикри. Освен тоа, нема да трошиме залудно пари во Мармарис, ќе вложиме во нашиот кампер. Тоа е супер идеја. Добро, еве земете и клучевите. Колата е таму, на место, ајде. Добро, Господ да ве благослови, многу ви фала. Ајде, Господ нека е со вас. Само немој да направите некоја глупост, да ми го чувате камперот, јасно? Добро. Ајде се годете со среќа. Ајде. Добро. Види бе, не знам како ни го даде, ама ето, секоја чест. Добро, ајде да одиме по колата. Браќа, видете, знаете што ќе направиме? Одете во Мармарис, а јас ќе ви ги испеглам моделата, да. Знаете, истуткани сме како старици, не? Ама ќе ми купите цвеќе и чоколада, важи? Точно, поделбата на обврски е многу важна. Секако, ајде тогаш. До гледање, ајде. Ерол, како си? Што е? Што сакаш? Имам работа со Чичко Дузгин. Не е овде. Знам, рече оди и чекаме. Од каде да знам јас? Кога ќе дојде, ќе го прашаш. Може? Прашај го ти. Што е? Што гледаш? Дојди. Го виде ова? Види овде. Што се случило? Тркалото се врти, гледаш? Илгин. Ферит, како влезе овде? Каде е Ерол? Не беше толку тешко, освен тоа претерувате. Ова е и наша куќа. Дедо ми лежи таму во гробот, не смеам да дојдам. Што е? Не ти помина болката? Помина се како. Јас сум Бојанет. Зошто? Затоа што те прашав дали ме сакаш, а ти ми кажа добро. Како тоа? Вака. Добро. А потоа ти реков супер. Се сеќаваш? Бидејќи сега сме пар, може да те прегрнам. Дојди кај мене, дојди, ајде. Чекај, што правиш ти? Ништо. Мирисам како мирисаш. Сега ќе те ударам по лице, па ќе видиш ти. Слушај, ваму, зошто мислиш дека се состануваме ние? Го кажав тоа за да се ослободам од тебе. Мислам, затоа што татко ми дојде. Не е можно. Токму така, душ. Значи си поигра со моите чувства. Навистина ти си тој што игра со чувствата. Јас не направив такво нешто. И не би направила. Брзо да се извиниш. Да се извинам? Да, мора да се извиниш. Освен тоа не ми се извинува мене, туку на чувствата. Може, душо. Добро, простено. Прости ли? Па не ли рече дека ти е жал? Освен тоа рече душо. Прифати, тоа сега значи се согласувам. Како е можно некој да разбира обратно од она што е? Како може некој секогаш да одговара со прашање? Барем еднаш одговори ми. Ме сакаш ли? Не го знаеш одговорот на тоа? Го знам, сакам да слушнам како го изговараш.
ќе го слушнеш. Те сакам. Ете така, супер, супер, супер. Ама те сакам како човек. Добро дете си ти. Дете. Не е можно. Што? Кога се качил горе? Зошто викаш сега? Ме уништи, Илгин, ме уништи. Што се случува овде? Ве навредували да го истврлам од овде? Не. Тргна да си оди самиот. Види, Илгин, кажи му на татко ти дека Решат сигурно ќе смисли нешто вечерва. Ќе се обиде да ја купи земјата или ќе прави нешто друго. Го чувствувам тоа. Кажи му на господин Дузгјун да направи план. Ќе ви ги испратам потребните податоци. Чувајте се гледаме. Полека, не ли требаше да се види со Дузгјун? Чекав, ама твојот газда не дојде. Еро, колку конски сили? Што? Шега. Не салам е многу овој. Многу убаво се врти. Добар ден на сите. Добар ден, Фикри. Добар ден. Види, Фикри, ако ви помина лутината, ајде да разговараме за нашата работа околу земјата. Не помина. Се предомислив, не ти продавам тебе. Абе, што човек си ти, господине Фикри? Нешто не е во ред со тебе. Ке ти дадам пари, ке се земам земјата. Не е можно. Нема да ти продадам. Абе ти, јас не знам, каков човек си ти, бе, а? Каков? Кој знае што ќе се случи ако ги малтретирате вака луѓето? Силни зборови, ама убави. Господе Боже, подобро да не се вознемирувам заради овие зборови. И онака никој не ме покани на ифтар, ама не е важно. Подобро да си одам. Зарем не те покани? Зошто не дојдеш? Што? Дојди на ифтар? Што? Ама дојди на ифтар. Кажи уште еднаш. Дојди на ифтар. Не сакам да одам на ифтар ке оние што ме канат со половина уста. Ти реков, дојди, да не сакаш и црвен килим да ти постелам со посебна покана. Не треба. Ајде, имајте убава вечер. Господ нека е со вас. За ифтар ке бидам со девојките. Фала му на Бога, имам што да јадам. Како си, Ефе? Итар е овој. Готова ли си, Дюлдјун? Готова сум, спремна сум, дојди. Ама, како да е малку кратко. Не, воопшто, туку... Таква е многу е... Што е? Па супер е, да. Сјаеш, Дюлдјун. Поправи уште малку косата и ќе бидеш спремна, ајде, направи го тоа. Ајде, поправи, а јас да спремам камерата и ќе дојдам, ќе се сликам веднаш. Куси! Чекай малку! Што има, Куси? Што прават тие клучеви кај тебе во рака, бе? Види, братче, ни го даде татко Фикри. Ке одиме во Мармарис со камперот. Во Мармарис? Мармарис. Мармарис. Така де, Мармарис. Ама, Куси, јас не можам да ви верувам многу. Ќе се јавам да проверам дали ти ги дал клучевите или не. Стоите тука да не сте мрднале. Елмас, ти внимавај на нив. Во ред, ме слушаш? Добро. Да не си помислил да мрднеш, важи? Тато, сакам да те прашам нешто. Овој Кусиот се шета со клучеви ова од караванот. Ти им го даде клучот на овие или ти го украле клучот, кажи ми? Јас им го дадов, јас. Ме праша, може ли да го земат камперот и вика може. Разбирам. Добро, во ред.
Што се случило, тетино? Ја, виж, им го дал, ја зборуваат вистина. Во тој случај ве молам, дајте ми малку време. Брзо ќе се пресоблечам, а вие ќе стоите онаму мирно и нема да се расправате, добро? Абе, сестро Елмас, ние се смиривме, така е, бато Коптагел. Добро. Извинете што помислив така. Вие одете, јас малку ќе се задржам. Ќе ви го донесеме караванот. Ама многу се брзаме. Добро, ако брзате ќе ви го донесеме побрзо. Нема да доцните. Добро, ама побрзајте, ве молам. Добро, ќе побрзаме. Ајде одиме. Куси? Што да правам? Елмас, што се случило? Џунет и Ѓулѓун се во караванот. Што? Да, во караванот се. Абе, што е ова во сред празници, бе? Жими се вилицата ќе му искршам на тој. Тивко, ќе слушнат исмаиловци и ќе уништиме едината на оваа девојка, а нашите никогаш нема да ја земат, ќе остане дома девојката. Вие што правите тука? Ето ништо не правиме, само се фотографираме со апаратот. Исмаиловци беа тука, едвај ве спасив од нив. За малку ќе ве видеа. На вистина ли? На вистина, да. Ајде брзо соблечи го фустанот и оди дома, душо, ајде. И ти ќе излезеш, Џунет, и остави го апаратот тука. Ти ли си тој што ја натера да ја фотографираш Ѓулѓун? А? Ајде, тето. брзо надвор. Врати го на место. Зете, што правиш, добар? Абе, уште ми се обраќаш, бе. Види го, бе, овој, што му прави на братот? Види го, бе, леле. Ајде, оди, бе, мајмун еден. Овие буквално ни го покажаа патот. Сега што со возилото? Ке направиме нешто. Значи, кога ќе почне да се движи караванот, ке се преправаме дека нашиот пријател се ја повредил ногата и дека не може да оди. Ке се однесуваме како да не знаеме што се случува овде. Види. Еј, види. И Ѓулѓун била во камперот. Оле, што правеле таму, бе? Ај, добро, спремна сум. Коптагел, однеси го веднаш караванот. Јас ќе одам со нив, ќе се најдеме на селскиот плоштад. Застане меѓу нив, те молам. Помести се, бе. Добро, застанав, не грижи се. Бато ти се колнам, бе, ништо. Ама на вистина не правевме ништо. Добро. Па внимавај, бе, ало, тргни се одовде. Лаж го еден. Тргнува, бато, што ќе правиме сега, а? Легни, не сме виделе ништо, не сме слушале ништо. Ајде, почни да викаш. Викај. Држи го за нога, Куси. Викај, бе. Ногата! Пушти ме, ме боли многу, пушти ме. Не. Само малку, не викај, ворете. Чекај малку. Кај те боли? Не ме допире, многу ме боли, немој. Што се случи, бе? Кола да не го удри овој, а? Не, бе, не го удри. Абе, одеј ти си ја шина ногата, тако пелас. Леле, колку ме боли, а да не земеш ти со камперот и да не однесеш, ајде. Момци, имам и мраз внатре. Ногата, ако го боли, ќе му помогне мразот. Добро, бато, одлично. Ајде, стани, бе, стани. Олек, ајде, стани. Што е со камперот, а? Бато Коптагел, се осакати, што ќе правам сега, бе? Гледам. Леле. Чекај, полека. Оф, леле. Да отвори, Полека, бе, Леле, колку ме боли. Ајде, влези. Ајде. Полека, мало. Каде е клучот, бато? Внатре. Добро, ајде. Куси, тебе ти го доверувам, да знаеш. Ајде. Внимавај. Слушај, папучата не е добра, не притискај многу на газ, не притискај. Ако стиснеш и се заглави, отидовте, еј. Го гледате ли, Кусио? Дајте му брод и веднаш презема кормила, еј, брз се значи. Абе, Господе Боже. Ало, полека, бе. Тетка ти за малку ќе паднеше, бе, гледај.
Смотан. Ај, што се случило? Па, еден од овие четворицава, оној Лаз, лошо е свиткал ногата и сега им го дадов камперот и ете, замина да видат што е. Ај Боже, не видоа ли? Ако не виделе, готова сум. Не те видоа, беа зафатени со ногата на Ласо, тоа се занимава Добро. со скршената нога. Те немој да се грижиш, без Ај, нели. Господе Боже. Братчиња, не разбирам, навистина не разбирам. Сите девојки зјапаат во тој тип да му се сневиди. Што има тој толку што ние немаме, не разбирам. Како ќе му кажеме на маџере за ова? Еј да му се сневиди бе, типот разговара со девојката и после неколку часа со друг излегува од камперот. Господе Боже бе. Да не му кажеме за ова, не е убаво од наша страна. Ама па не сакам да го повредиме нашиот маџер. Не знам што да правиме, браќа. Браќа, ние ќе мораме да го решиме тоа некако. Мора да направиме нешто за да не направиме некој грев на девојката и да не го повредиме маџер. Добра, ама што да правиме? Полека бе, брате, ќе смислам нешто. Види, не заборавај. Се на овој свет си има излез, така да знаеш. Мабе Куси, ти си како оној исцелител од Мевљана. Не знам за тоа, бато Фикри. Ама однесете го овој минибус од овде, бе. Ема да го однесам. Што се случува овде, бе? Бато Фикри, јас те удостоив со големо трпение и почит. Ама моите нерви се на граница веќе, разбираш ли? Слушај бе ти мене, Емине. Вие сте ги измислиле вашите селски правила како селски кокошки сте и преметувате на луѓето некакви глупости. Ако не ви одговара тоа, ќе викнеме полиција и нека го земат минибусот. Немој да ми се закануваш, немој ти да ми се закануваш. Ова земјиште е државно, а ова е државен минибус, осигурен и удобен. Овде нема никакви табли и не пишува забрането, така ли е? Јасно ми е веќе се. Јас и ти нема да се согласиме. Коптагел, синко. Ајде, одеси го бе од овде. Да не си го добрил, Коптагел! Да не си го добрил! Не се осмелувам, нема никаква власт, никаква сила што може да ме натера да го тргнам минибусот од овде. Нема да го тргнете. Со мене ли се расправаш, бе ти, а? Слушај, вамо, немој да се караш со мене, полоше ќе биде. Да не се карам ли? Почитувана старешино, ве молам да не должиме. Молчи, бе ти решат. Молчи, ама доколе да се молчи? Ако си ти старешина, кој сме ние тогаш? Грашок ли сум јас? Не сум против минибусот. Не му пречи на Дузгун. Така е. Каде е овде демократијата? Минибусот не е магаре, јавен превоз. Тоа е возило што превезува луѓе. Ке работи за селото, а и тоа исто врши иста работа. Да, ебе, не ми прави такви споредби, бе, синко. Минибус со магаре, ало, подобро со брод да го споредиш. Да речеме како со брод, само со кочници. Разбираш ли, има кочници да закочиш кога ти треба. Што се смееш, ма ти? Минибусот и твоето магаре. Ту, мари безобразничке. Цветки, еј. Држи го ова. Добре дојде, Добро те господине. најдов, како си? Добро, господине. Кога замина ти, Да. Фери дојде овде. Кога? Ама веќе си замина. Ау, тато си дошол. Изгутерко, дојди малку ваму. Доаѓам, тато. Гюлгюн остана надвор. Што ќе правиме сега? Ај, не знам. Чекај, ќе смислам нешто. Дојди, Терко. Повели, тато? Кажи ми, господин Еро вели дека денес овде бил дојден Ферит. Да, овде беше тато. Нели ти му рече да оди да разговара со татко ми да го вразуми малку? Да, му реков. Ете, разговарал. Добро, и што, се опаметили? Малку, да. Ферит рече вака, кажи му на татко ти дека овој решат си игра со татко ми. Боже, што прави повторно? И Ферит не знае. Ама ако дознае нешто, веднаш ќе ми извести. Тебе? Аха. Тато, Ферит не сакаше татко му да го продаде земјиштето на Ришат. Рече ние да го купиме. Господе Боже, зошто му е тоа нему важно? Па не сакал земјата на дедо му да заврши кај странци. Рече дека ќе направи се и татко му да ни ја продаде на нас. Само се плашам, господин Фикри да не и подбегне на лукавоста на Решат.
Тато, изгледа дека пукнала едната ногарка од масата. Да поправиме. Ногарка? Скршена? Скршена. Сакавме да спремиме јадење за ифтар, ама не можевме. Јадење? Ајде, дојдеме. Ке видам веднаш. И јас ќе дојдам. Дај ми ја мина. Ајде, оди сега. Ајде. Ај, ова им стана како навика. Предходно се вртеа околу дрвата, сега околу минибусот. Да ти кажам, се однесуваат како вонземјани, како да не гледаат ништо во животот. Како никогаш во животот да не го напуштиле селото, Не можеле да видат ништо освен ова село. Па каде очекувате да видат минибус? Ти сериозен ли си бе? Никогаш не виделе минибус? Сериозно, можеле да видат само на телевизија. Не го знаат ни соседното село, само ова место и водопадот. Боже. Чекај да го отворам барем минибусот да се навикнат малку, може ли? Што викаш? Ај! Се исплаша. Види ги бегаат. Не бегајте, не гризе. Вратата се отвора и се затвора, нема да ви изеде. Господе Боже, не сакаме. Ајде, навикнете се малку, тетка, не е ништо страшно. Не се плашете, нема потреба. Ај, многу се диви како од Амазон. Вистина бе, како од Амазоне да се, Не е Амазоне, Амазон, како не знаеш? Така реков, не ме слушнавте. Зете, сакаме овој минибус да им се допадне во селово, особено на жените. Сигурно, тоа го сакаме. Затоа да направиме нешто посебно, нешто што ќе ги натера да се обидат. Што да правиме кога жените бегаат од него, го гледаат како ѓавол да е? Како можам да ги сместам таму? Па лесно е, препушти ми мене, ќе направам. Како ќе го направиш тоа, Ферит? Ајде објасни ми жити се како ќе го направиш. Душо, детето научило да пазари, така ли е, тетино? Така е, тето. Не можам сега да се занимавам и со нив, ајде. Се ближи ифтар. Господја Елмас, повелете, ве чекаме. Почна да ме боли главата, нема да можам да одам сама, ќе ме земат внуците под рака, господине Решат. Вред. Ајде, тетино, ми падна малку притисокот. Слушајте, девојки, ќе го затворам сега минибусот и да не сте го допреле, како што го оставив така да го најдам. Во ред. Хајле, особено важи ова за тебе, еј. Повелете. Добре дојдовте. Фала. Добре дојде и ти, Коптагел. Благодарам. Тебоко, пушти го човекот. Ќе ти ги скршам рацете, пушти го. Што се случува? Ај, сакав да те повлечам, не сакав да те скубнам за косата. Многу ти е опуштена кожата. Повелете. Добре дојдовте. Повелете. Добре дојдовте, чичко Фикри. Те сакам и чекам. Што има, Терко? Кој ти пиша? Ферит? Да, тато. И што ти напиша? Отишле право ке ба то решат, тоа ми пиша. Рече дека ќе пише ако одат таму. Добро. Кога пишав дека те сакам, се чувствував како дете, затоа што детето сака со искрена љубов. Љубовта е детска игра, чиста и невина. Чистата љубов е сосема поинаква. Ох бе, супер.
Ништо, тато. Го погледнав телефонот, пукаше топот, па се воодушевив. Ајде, ќерки, Господа ни ги слушне молитвите. Амин. Фала му на Бога. Подај ми го лебот. Повели. Благодарам. Душо, не си гладна? Почни да јадеш. Немам апетит, тето. Па затоа. Не постеше ли? Секако дека постев, ама некако немам апетит сега. Што да правам? Немам. Штета. Може ли да ми го додадеш лебот, тетино? Секако. Чукај бе. Добро тогаш, штом настојуваш толку ќе земам, еве маслинки. Многу се убави, вкусни се. Еј. Девојката се гуши, еј. Ај, Господе Боже. Што се случи, бе, Господе Боже? Удри ја по грбан. Јас не знам. Господе Боже, да. Ај! Ја погоди во фустане. Ај, ми го уништи фустанот. Господе Боже, мислам дека се парализира. Боже, еј. Добре. Каква сестра си ти, бе? Сестра ти умира, требаше да удриш по грб. Празноглаво девојче. На здраве да ти, брате. Добра вечер. Кај сте до сега, бе? Работа имавме. Купивме цвеќи и си дојдовме. Достиме малку. Браќа, направив сендвичи. Внатре има домати, сиренце, многу се вкусни. Топ се, изедете ги. Проштевај, Господе. Ајде, прости ни, Боже. Амин. Да не се услишат молитвите. Ама, браќа, овде има 3 букети. Да не го заборавивте мојот букет, кој си, а? Каде? Не бе, синко, како може тоа? Така е, не го заборавивме. Добро, а може да прашам каде е мојот букет? Слушај му, брате, не ти купивме, а сега ќе прашаш зошто. Зошто, бе? Брате, ова е стратегија. Куси, значи ќе полудам од твоите стратегии. Каква стратегија, бе? Ајде, кажи ми која е стратегијата, а? Тоа значи, брате мој, јас и Вурали ќе впараме раката на Инџун и Нашџун. Добро, ако се согласи Дуџун, ќе видам ништо, а фота ќе впараме раката на Џуџун. Да, ако Дуздјун ни ги даде девојките нам, тогаш ќе ти ја даде и тебе. А ако не ни ги даде нам, тогаш ич не ја барај. Управо е. Така нема да се срамиш и ќе можеш да се надеваш дека ќе ти ја даде Џуџун. Искрено не те разбрав баш, Куси. Без разлика дали разбираш или не ќе направиш како што велат. Одиме вечерва и готово. Гледате, веќе се најаде, а ние? Бло. Ајде јадете поголеми салаци. Ајде. Заради ифтар не направив многу јадење, ама има и главно јадење. Оставете малку Абе, и место покрај и се за тоа храна има и главно јадење. Има, како може да нема? Секако дека има. Освен тоа, многу вкусно јадење. Јас ќе го донесам, а вие одлучете дали ќе јадете. Ајде, стани Јапрак, дојди да ми помогнеш. Чекај да видам. Да, ајде. Ај. Што е, девојко? Коптагел ме удри толку силно, што ми се скршија коските, жими Бога. Ај, тоа е како лав, фала ти, Господи, многу е јак. Слушај, сестро, дојдоа Коптагел и неговите да ја побараат твојата рака, нели? Ама не донесоа цвеќе и сладко, ништо не донесоа. Да, сестро, во право си. Да. Тропа некој. Оди види кој дојде.
Добро вечер. Добро вечер, добро вечер. Колку убаво. Сестра, честито. Стигнаат цвеќето и сладкото. Навистина ли? Да, навистина. Дојди и увери се сама. Добре дојде. Добре ве најдовме, на здравие. Лази Исмаил ги донесе. Веројатно, така му кажале да ги донесе. Ајте, молам Боже те, молам. Баторешат, дојдов со добра намера, нема да должам. Ми се брза со Божја дозвола и благослов на... Што е ова? Што се случува? Ајде. Абе, Лазат, зошто дојде сам да ја бараш раката на девојката? Немате ли некој постари во фамилијата? Јас сум тука, бе, јас. Како постар човек, јас можам за него да ја побарам раката, како да сум му татко. Да, тато, да. Види го. Чекај, синко, полека, чекај, можно ли е? добро. Додека не јадеме, не одиш никаде. Леле, што е ова, бе? Ај, многу сум гладна. Што е ова? Селски кокошки. Ај, твои ли се овие? Не ги познавам. А ќе одам да го ставам цвеќето во вода и ќе се вратам. Хајде, Добро, почни, добро. Коптагел, почни. Кој е Герко? Ферит ми пиша, тато. Што вели? Леле, Што е? отишле кај решат со цвеќе и чоколадо. Што? Напиша дека веројатно татко му ќе ја побара раката на Доне за Коптагел. Што? Што прави овој човек, бе? Зошто сака да ја оможе за тој човек? Полека, морам да смислам нешто. Чекај. Морам да смислам нешто. Чекај малку. Чекајте. Што да правам? Чекајте. Да, само малку. Што да правам? Се сетив. Брзо ќе се вратам. Вие слободно јадете. Не одам. Ќе седнам и ќе размислам. Не. Никако не. Чекај. Ако не го направам тоа сега, кога ќе го направам? Кога? Ќе успее ли? Момци, вашиот мозок е помали од оној на бабата. Абе, како можете да брзате со вакви работи? Може да мине, може. Да не дојде они од Истанбул, ке беше поинаку. Да, згоре на тоа, чекаме да си одат, ама нема да си одат. Се населија овде да доемине. Мора да дојдете да ги побараме девојките. Добра вечер, Дуздјун. Добра вечер. Каде си тргнал? А вие всушност каде одите? Дојдовме кај вас убави намери. Не е време за такви нешта. Вратете се од каде што дојдовте. Треба да завршам некоја работа. Ке се правам како да не сум го видел ова. Господе Боже. Чичко Дуздјун. Човеков не избега. Живи Бога, ке се скршам. Чичко Дуздјун, со Божија дозвола и благослов ги бараме вашите ќерки. Кој? Вашите ќерки ги бараме. Што? Раката на вашите ќерки. Ова е срамота, луѓе. Господе. Синко се лизна како риба, бе. Да доемине, за мене е кусиот. Што ти е, бе, синко? Боже. Куси, освести се, бе, брат. Полека малку. Што зборуваш, бе, синко? Ајде. Боже, Господе. Во несвес, готов. Одиме, ајде. Леле. Многу изедов. Ќе одам да прошетам. Ќе ви се придружам. Добро, ајде оди. Фердо? Да ви се позлатат рацете, многу е вкусно. Бога ми, желудникот на Батоферит му е подоен, ама и ти не си подобра, тето. Убаво е органско пилешко, знам, ама на диета си е веќе половина пиле и изеде, бе, драга тето. Полека малку, јади со внимание. Тоа е затоа што постев цел ден и бев гладна, затоа. Ти, момче, слушаве му. Мислиш дека тетка ти многу изеде? Не. Срам да ти е, не јадам веќе. Тето? Тато, жити мене, што направив сега да се навреди волк? Остави, синко, ти не можеш да ги разбереш жените. Јас со бела коса не можам да ги разберам, воопшто не можеш да ги разбереш. Коптагел, може би знаеш зошто се растажи нагло тетка ти? Посетлива е малку, нели? Искрено не сватив, ама совршено добро знам кој ќе биде нерасположен наскоро ако не ми избега од овде. Зошто зборуваш така, Коптагел?
ќе дознаеш за кратко. Мислам, ќе сватите. Немој така, те молам, што зборуваш? Те молам, ајде не прави така, викни ја сестра Елмас да го решиме ова прашање, времето тече. Чекај, Боже. Како сте издржале 9 месеци во стомакот на мајка ви? Па не сум, на 7 месеци сум роден. Ајде, Јапрак, ќерко, ајде, оди спреми кафе и да го решиме ова. Добро ли? Зошто да направи таа? Јас ќе сварам кафиња. Кој сака, нека свари само побрзо иде. Слушај, ќе свариш благо кафе да има нешто благо после ифтаров. Добро. Ајде. Добро. Ајде да побрзаме, ајде. Добра вечер. Добра вечер. Кој дојде повторно? Чичко Дузѓун. Чичко Дузѓун? Што бара Чичко Дузѓун кога ми ја бараат раката? Уф, само да не уништи нешто. Што има Чичко Дузѓун? Кој ветар те донесе наваму? Па нели ме поканивте на ифтар? Те поканив. Да. И како е, дојдоа по девојките? Ке биде. Иде го веднаш. Зошто? Дојде најинтересниот дел да останеме овде, зошто да одиме? Имам работа за тебе. Подобро да си одиме, отколку да станеш жртва на случајов. Види го сега што зборува. Нема да бидам никаква жртва, јас сум возачот. Нема да ми се случи тоа, без гајле. Јас сум како топ, немам утка, да знаеш. Забрави го тоа. Уште не го знаеш, господи Фикри. Ке побара раката на Доне за тебе. Што? Абе, Како е можно тоа, Душо? ако не е така, зошто се овие цвеќиња чоколади, бе? Мој се тие, Чичко Дузѓун. Со Божја дозвола и благослов на Божиот пратеник, ќе ја побарам раката на Јапрак сега. На лосе ти е. Еј, ти мене да не ме лажеш? Зошто да те лажеме? Чекај па ќе видиш. Добро, тогаш ќе почекам. Чоколадово е многу вкусно, пробај малку, земи си. Горко ли ова? Не знам, пробај пред да снема. Не можам, јадам само темна чоколада. Таква е да? Го видовте Бурели Исмаил како викаше дека со Божја дозвола и благослов на Божјиот пратеник? Да. И рече дека дошле да ја побараат мојата рака. Да. Тоа значи дека дошле да ја побараат мојата рака и раката на Ѓулѓун. Да? Сигурно дошле за да не побараат. Што ќе правам сега јас? Сега останаа пред врата, ама ги кажаа нивните намери. Велиш, што ќе правам? Ама би требало да е во множина. Што ќе правиме? Да, тато, ама тато зборуваше место нас. Не мислете напразно што ќе направиме. Ќе направиме како што вели тато. Имаме ли ние право на глас тука? Што правиш ти? Добро, чекај. Слушајте, девојки, не доаѓате кај нас. Добро. Добро. Чекај, што правиш ти? Штом сум ти дечко, можам да те прегрмам. А ако не види татко ми, што ќе се случи тогаш? Нема да дојде. Имам план. Заради условите кај решат нема да може да си оди толку брзо. А и ова место не е видливо многу. Сум го испробал. Биди спокојна, дојди ваму. Ја побаравте Дона за коптагел? Остави ги Доне и коптагел, со мене си сега. Ама мене ме интересира многу. Па не, ја измислив таа мала лага за да отиде таму таткоти и да бидеме сами. Подоцна ќе кажеме дека било недоразбирање, дека не дошле да ја бараат раката на Доне. Туку Лаз Исмаил дојде да ја побара на Јапрак. Охо! Сестра ни се прегрнува. Ај, се роди нова љубов. Да, ама невозможна љубов. Ај, молчи, Мададо, не ги урочувај. О, што убаво кафе. Ајде бе, тато, жити Бога да почнеме веќе, времето тече.
Те молам. Полека, не брзај, ќе дојде време, ќе требаат 2 минути, така ли беше? Секако, јас сум спремен, побелете. Сега, со Божја дозвола и благослов на Божјиот Ја дадам девојката, земај веднаш. Не веднаш. Веднаш. Чекај малку. Не знаеме ни за кого ја барат, а ти сакаш веднаш да ја дадеш девојката. Брзаш, Решат. Зашто да брзам, пријателе? Со години го чекам овој миг, да се ослободам од овој товар. Што? Мене ли? Не, али... Не јаде, што мислевте вие? На вистина не разбирам ништо. Не разбира ништо. Размислете за мене. И јас ништо не разбирам. Зете, ако сакаш повтори уште еднаш, да нема недоразбирање. Добро. Се што треба да разберете е дека треба да се венчате. Венчавка и тоа е тоа. Чекај, синко, чекај малку, чекај. Значи, Решат, со Божја дозвола и благослов на Божиот пратеник, ја бараме раката на Јапрак за синот Лас Измаил. Ја давам, нека оди. Што рече? Што? О, леле! Што рече? Дај да ти бакнам рака, дај, ајде. Господ да ве благослови. Што правиш со раката на брат ми? Кого треба да бакнам? Невестата ли? Може така пред брак, не знаеш дека тоа е ложнак? Ете, тоа е. Па може би, сега сватила што мислиш, тоа е тоа, нели? Ајде, стану, Што се случува сега? Сигурно е возбудена што сестра и се мажи. Да, сигурно и падна многу жал. Мора да е возбудена. Ме интересира нешто. Што? Кога ќе ми кажеш дека ме сакаш? Не знам. Не ме сакаш? Па, Што па? јас досега не сум кажала такво нешто, знаеш. Срамежлива си. Срамежлива, а и не сакам да се врзувам премногу. Затоа. Зошто? Толку сум искрен што чувствувам, а ти уште не ми веруваш. Не се работи за доверба. Ако ти дадам надеж сега, не знам што ќе се случи следно. Знаеш дека ова село има свои правила. Тука е и татко ми. Ти не знаеш дека пред малку дојде Бурали Исмаил да ја побара мојата рака. Останаа пред вратата затоа што татко ми отиде кај Решат. Ама не знам што ќе се случи. Што ако татко ми ме даде на Бурали Исмаил, си помислил на тоа? Што ќе се случи тогаш? Не сум помислил. Нема да се случи тоа. Не биди толку сигурен. Што мислиш, зошто татко ми стрча толку брзо кај Решат? Затоа што се загрижи дека ќе побарате девојката за Коптагел. Фирит, тоа значи дека татко ми има планови за брат ти. Биди спокојна, нема такво нешто. Како да бидам спокојна? Очигледно дека татко ми ме гледа со брат ти. Не го гледаш тоа, не разбираш? Разбирам. Ама брат ми не би ја побарал твојата рака. Како можеш да бидеш толку сигурен? Затоа што брат ми знае дека те сакам. А знае дека ме сакаш и ти. Никогаш во животот не би направил такво нешто. Кажи му го ова на татко ми. Кога ќе дојде време ќе свати и тој. Не грижи се, само верувај ми. И не заборавај. Никој не може да се бори против вистинска љубов. Ни татко ми, ни татко ти, ни Бурали, ни брат ми, ни било кој друг. А срцето што го криеш од мене, ќе го најдам со затворени очи. Веќе го најде моето срце. Не го кријам тоа. Па, да беше сега некој друг тука, ќе му ги вратев овие зборови. Всушност не би ни бил овде. Избор не кажав за тебе. Само немој да ми вршиш притисок веќе. Да бидам задоволен со ова. Сигурно си среќен со тоа. Затоа што јас сум задоволна. Добро, разбрав. Нема да те притискам. Јасно е дека пред мене има долг пат. Ама не е важно, можам да поднесам. Полека ќе сватиш и ти и сите дека сум во право, ќе те уверам. И тебе и ова село, и татко ти, ама сега ми треба твоја помош. Каква помош? Ќе направиш нешто, бидејќи ми должиш. За да ме прифатат селаните во селово, треба прво да го убедиме советот на жените. Добро, ама што можам да направам? Ќе ги облажиме нивните брутални правила. Ќе ги натераме да разберат дека во селото има и поинаков живот. Како ќе ги освестиме жените? Ќе ги однесеме во Кискум. Слушај, тоа не е можно. Не би отишла таму ни за цел живот. Тие не излегле ни од ова село. Затоа ми треба твојата помош. Ако ми помогнеш, заедно ќе го направиме тоа. Добро. Кажи ми што да правам. Ох бе, супер, види. Планот е изутрина.
Кога ќе се разбудиш? На 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 на. Што правите, друштво? Што се случило бе, зошто сте такви намуртени, што е ова? Може, овде се и браќата и цвеќето и чоколадите. Не можевме да ги дадеме. А ти штом не ги врати цвеќето и чоколадите, беше успешен, а? Да бе, братче, се свршив со јапрак. Добро. Чичко Дуздјун не ви ги даде девојките? Не можевме ни да прашаме. Зошто? Бато, кога отидовме таму, Чичко Дуздјун излегуваше, одеше некаде и се вратив. Не мавна малер, што да правиме? О, точно бе. Кога бев кај Решат, таму дојде господин Дуздјун. Се разбира, не разбрав што се случува, не можев да сватам дали сте завршиле, ама. Како? Што правел ке Решат? Од кај да знам бе, брат, дојде и седна покрај нас. Леле. Како и да е, честитам, брате наш. Бог да те благослови. И на наша глава. Амин, дај Боже. Браќа, мислам дека имам голема среќа, утре ќе одам на риболов, ако сакате дојдете со мене. Ќе фатиме нешто 100%. Ќе видиме. Куси, ќе одиме ли, брат? Гледам се чувствуваш многу лошо. Ќе биде добро за сите нас да одиме, а? Ќе одиме. Добро, ќе одиме. Ќе одиме на брегот на реката, ќе одиме. На 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 ќе одиме утре на на. Добро, разбраш што ти кажав? Добро, ќе се обидам утре. Добро. Сега подобро да одам. Добро. Слушај. Не заборавај го ова. Дури да си одам, твоите мисли секогаш нека бидат со мене. Толку многу те сакам. И јас тебе. Ете тоа. Утре ќе биде наш ден, верувај ми. За мене и тебе. Ме исплашивте? Господе Боже, срцево ми застана. Не ти застана заради нас, туку заради Ферит. Многу не интересира дали тој се уште победува или не. Ако барате некој за подсмев, застанете пред огледало. Не, сестра, ти се колнам, не се посмиваме. Всушност дојдовме за да те прегрнеме, ама не знаеме дали умееме да прегрнуваме како Ферит, што може. Да. Луди едни. Ајде да влизаме внатре. Како така? Никогаш не сте биле во Кискум? Не сум била. Еднаш само порано, еднаш бев. Така. Ама местото е тука блиску. Како може до сега да не сте го видели, мислам, како може да пропуштите таква убавина? Не разбирам јас искрено. Сум била таму само еднаш како млада, ама многу жени не биле таму ниту еднаш, ама баш ниту еднаш. За тоа зборуваме, да го собереме цел женски совет и да ги однесеме во Кискум. На вистина, така е. Нека ги видат барем еднаш во животот тие убавини на Кискум, тоа е добро дело. Само видете, немој да се вртите околу она дрво, да ви кажам, може многу да ви се заврти и после тешко вас. Емине, што ке каже таа правилата? Ти ќе го средиш тоа кралице на селото. Добро. Да го средам. Добро, може ќе го средиш, мислам ќе средиш. Ќе го средам. Ќе одиме во Кискуму, да одиме, ајде, да одиме во Кискуму. Фердо, ајде да земеме, нам ни го остави ова сега. Одиме во Кискуму, одиме во Кискуму, одиме во Кискуму, Емине! Одиме во Кискуму, одиме во Кискуму, одиме во Кискуму. Не се врти толку да не се превртиш.